За да тие може да се надпреваруваат со вас или да бидат да го посекуваат процесот да биде Она што можам да ви го ветам е дека после процесот на консолидација на земјиште ќе имате малку подобра структура на вашето земјиште, ќе имате проценка на земјиштето од овластени фирми. Потоа доаѓа следната фаза на подготовка на планови за консолидација. Почитувани земјоделци, жители на општина Чешиново Облешево, почитувани градоначалници на Чешиново Облешево, Кочани, Карбенци, Виница и Зрновци, почитувани представници на Европската Унија, господја Вирве Вимпари, почитувана господја Вилме Долголена, технички советник во мисијата на ФАО, почитувани присутни. Ми представува особена чест и задоволство што денеска сум тука со вас на информативната средба по повод изборот на 12 локации со најголем потенцијал и интерес за окрупнување на земјоделското земјиште, меѓу кои се и селата Спанчево, Чешиново, Чифлик и Соколарци од оваа општина. Малите и раситните парцели резултираат со ограничен обем на производство, зголемени транспортни и производствени трошоци и неможност за примена на современата технологија и развојните инвестициони планови. Поради неисплатливоста, малите и раситните парцели неретко остануваат и необработени со неразвиена или непостоечка рурална инфраструктура во пристапни полски патшиња и без системи за наводнување. Со окрупнувањето на земјоделското земјиште ќе се овозможи секое земјоделско стопанство да поседува земјиште на поголема парцела со правилна форма, наспроти малите парцели раситнети на различни локации. Клучните придобивки од окрупнувањето на земјоделското земјиште за вас земјоделците би биле намалување на трошоците за обработка на земјоделското земјиште, зголемување на приходот и профитабилноста по хектар обработливо земјиште, поголеми земјишни парцели кои што возможуваат употреба на модерна земјоделска механизација и производствени технологии, подобрување на руралната инфраструктура во согласно со локалните потреби на руралните заедници, изградба на патишта во нивите, системи за наводнување и одводнување и слично, се овозможува одржливо управување со природните ресурси. Процесот исто така помага во решавање на проблеми со регистрација на самото земјиште. Сето тоа води кон подобрување на животниот стандард во руралните средини и се очекува да ја намали тенденцијата за напуштање на селата и обработливото земјоделско земјиште. Се на се, окрупнувањето на земјоделското земјиште е почетна точка за создавање на активни земјоделци, предприемачи, кои што се подготвени успешно да се направуваат на европскиот пазар. Во изминатите неколку месеци Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заедно со проектот Воведување на национална програма за консолидација на земјиште Мејнленд, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од ФАО, реализираше активности за идентификување на регионите во државата каде што е потребно и каде што е можно да се реализираат постапките на консолидација на земјиштето. Како резултат пристигнаа вкупно 40 пријави за интерес од различни локални заедници за учество во проектите за консолидацијата на земјоделското земјиште. Спанчево, Чешиново, Соколарци и Чифлик се дел од овие вкупно 12 подречја кои влегоа во нашиот најтесен избор. Спроведувањето на првите постапки за консолидација на земјиштето во државата токму во неколку локации во овој регион временски се поклопува и со владините земјоделски политики за обезбедување на континуирана поддршка за поинтензивен развој и поголема конкурентност на овој важен земјоделски подсектор. Моментално во собраниска процедура се и во прво читање е изгласан измените на Законот за консолидација на земјоделско земјиште, кој се основа за успешно спроведување на овој проект. Очекуваме во текот на наредната недела конечно парламентот да го усвои законот. Покрај прекумерната рацепканост на земјоделското земјиште и малите парцели, идентификуваните 12 области за консолидација, секако вклучително и 4 од овој Кошански регион, представуваат силни земјоделски заедници со потенцијал за понатамошен развој. Во секој од овие подрачја постои голем интерес кај земјоделците да се вклучат во процесот на окрупнување на земјиштето и да имаат корис од исходот на овој процес. Она што е важно
е да знаете дека окрупнувањето е демократски и транспарентен процес, воден од самите учесници и поради тоа јасно искажениот интерес и свесност за потребата за окрупнување од ваша страна е од особено значење за успех на самиот процес и се смета за еден од најважните критериуми при избор на подрачјата за окрупнување на земјоделското земјиште. Целта на денешната средба, прва од ваков карактер, е да заинформираме што ќе следи во наредните неколку месеци како дел од процесот на окрупнување на земјиштето. Ве охрабрувам активно да учествувате во целиот процес и да придонесете за негово успешно спроведување во наредниот период. Благодарам на вашето внимание.